Почитувани семинаристи, драги семинаристи, драги почитувани лектори, еве, сега се наоѓаме токму на последниот час на првата зимска школа. Оваа прва зимска школа му ја посветивме на Блаже Конески. Сите знаеме колку голема фигура, најграндиозната фигура е во македонската култура, македонската литература. На македонскиот јазик му даде и премногу. Блаже Конески е личноста што се нурна, слободно можеме да кажеме, најдлабоко во тоа македонско минато и се извиши највисоко во македонската иднина. И ете, со Блаже Конески сите ние станавме препознатливи во светот, ама еве со вашето изучување, со вашето учество на оваа прва зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, стануваме уште попрепознатливи. И затоа, ете, сите ние ви благодариме дека ви има во толкав убав број. 50 учесници на првата зимска школа. Така што еве, јас не би сакала многу да должам, би сакала да одиме на представување на групите. Секој лектор ќе зборува од името на својата група, ќе ги представи и на тој начин, на некој начин ќе ги поделиме така наречените виртуелни уверенија, кои што потоа ќе ви ги испратиме и по мејл, но и по добрата стара пошта и ќе ги имате како сведоштво за посетата, за вашето присуство, за вашето совладување на македонскиот јазик, значи за посетата на првата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Па, ајде, еве да почнеме од така наречено условно најмалите, односно знаете дека првата зимска школа беше организирана на неколку нивоа, на оние кои што го знаат јазикот на почетно или го учат, на оние кои што го знаат јазикот на средно ниво и на оние кои што го познаваат јазикот на напреднато ниво, но при тоа може да го учат како јазик, како наука за јазик, но да го изучуваат и преку литературата, но и преку чинот на самото преведување. Па, ајде, еве, можеме ова прва зимска школа да ја отвориме со колегата Борче Арсов. Борче, дали би сакал, еве ти да го отвориш ова представување и овој последен час и да кажеш како протече работата со твоите семинаристи. Повели, Борче. Важи, благодарам на директорката. Го отворам затворањето, за да звучи така интересно. Значи, јас, како и за 53-та летна школа, а само прва зимска школа, се надевам дека ќе стигне минимум до 53-та зимска школа, ако не, нормално и понатаму, и повеќе. Сакам да се заблагодарам на својата група нормално првично, иако ние веќе си поразговаравме на оваа тема на нашиот последен официјален час со шестемина мои учесници, односно учесници во мојата група. Почетната група, рамниште, јас секогаш го викам А1, А2, но од она што и самиот го знам и од разговорот со Билјана годинава, немаме класични почетници, туку на вистина имаме две групи од напреднати почетници. Горцум со својата група, имав 6 извонредни студенти, учесници од различни места во светот, би рекол Европа, и во оваа пригода сакам да им честитам за големиот успех, да ги поздравам со име и презиме сите учесници од мојата група. Најпрво тука е Стефан Макион од Франција. Честитки, Стефан. Емилија Клузјак од Полска. Сташа Писек од Словенија. Алина Пуроска од Франција. Моника Елерик од Полска и Михаела Матешиќ од Хрватска. Тоа се шестемина во мојата група, шестемината на Борче. И уште еднаш благодарност за нивното внимание, имавме фантастична соработка, се надевам дека многу научивме, а јас од нив сум презадоволен. Благодарност и до сите за можноста, пред се до директорката, до меѓународниот семинар воопшто. Благодарност голема до Евдокија за организацијата. Поздрав до сите лектори и честитки до сите учесници. Па се гледаме
Летоска и до година. Ти благодарам, Борче, убаво е да. На сите од твојата група им честитаме за успешно поминатите лекторски часови и се надеваме дека веќе понатаму, значи ако земат учество веќе на летната школа или на некоја друга наредна година некоја школа, дека ќе бидат веќе во повисоко ниво, дека ќе го напредат во меѓувреме после овие твои часови, во меѓувреме дека ќе го напредат своето познавање на македонскиот јазик, дека ќе бидат љубопитни, дека ќе продолжат да го учат, да го истражуваат и така натаму. Сега исто така со почетниците или тој почетен курс или тоа почетно ниво го организираше и лекторката Билјана Стојановска, така што еве Билјана, те повикувам сега тебе, ти да споделиш со сите нас и да ги кажеш твоите учесници во твојата група и на кое ниво и до какви резултати стигнавте. Повели Билјана. Така, добар ден и од мене и срдечен поздрав од Битола. Би сакала да искористам можноста да се заблагодарам за тоа што имав можност да бидам дел од оваа прва зимска школа за македонски јазик, литература и култура, која што секако влегува во историјата. И благодарам на директорката и благодарам на колегите лектори за соработката. Секако благодарност и до Евдокија Илиевска, која што логистички не поддржуваше во текот на оваа школа. Би сакала да истакнам дека ми беше навистина огромно задоволство што бев дел од оваа прва зимска школа и што имав можност овие 10 дена да се дружам со исклучителната група семинаристки. И покрај тоа што станува збор за почетно ниво, како што истакна колегата Борче, забележав огромна амбициозност и голема мотивација кај семинаристките што беа во мојата група и навистина сум среќна што сведочев на нивниот напредок во текот на овие 10 дена и навистина се надевам дека тие ќе продолжат да го изучуваат македонскиот јазик и култура и дека ова ќе биде навистина цврст темел за сите оние знаења што натаму ќе ги стекнуваат во оваа област. Мојата група се состоеше од следниве семинаристки. Имав една унгарско-турска група семинаристки, па еве би ги представила овде моите семинаристки. Ана Арноти од Универзитетот во Будимпешта, Богларка Куруц, исто така од Универзитетот во Будимпешта и Светлана Борал, исто така од тој универзитет, значи од Универзитетот во Будимпешта, Унгарија. Тоа беше таа унгарска група. И Ајтен Атмаџа и Сена Каја, семинаристките од Универзитетот во Истанбул, Турција. Верувам дека ова е почеток на патувањето, наречено македонски јазик, литература и култура, и ви посакувам многу успеси и вам и на сите семинаристи на оваа школа. Се надевам дека ова ви беше навистина добро искуство, исто како што ми беше и мене. Ви честитам и ви посакувам се најдобро. И благодарам на Билјана Стојановска. Еве сега одиме едно скалило погоре, значи сега ќе бидеме со лекторите Гордана Алексова и Бојан Петревски. Значи тие работеа во две групи, како што нели претходно Борче и Билјана работеа во две групи на почетно ниво. Значи тие двајцата работеа на средно ниво, на оние кои што знаат малку повеќе, но сега сакаат да навлезат во длабочината на македонскиот јазик. Па затоа ја поканувам најпрво Гордана Алексова да го изнесе своето искуство од работата со својата група и како напредна нејзините учесници во нејзината група. Повели, Гордана. Благодарам, Весна. Значи, ве поздравувам уште еднаш. Многу драги и многу почитувани учесници на првата зимска школа по македонски јазик и литература при меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Многу ми е драго што некако мене барем, јас го имам тоа чувство дека набргу ми дојде ваква една средба за разделба од завршокот од затворањето на 53-та летна школа, што се случи во септември. И така, како просто да нема пауза меѓу овие две случувања, и тоа е добро едно чувство, тоа значи дека сите овие работи се една органска целина, една поврзаност која што тешко дека може да се раздвои.
таа поврзаност ја гледаме и во тоа што со големо задоволство овде ги поздравувам и ги гледам лицата што се присутни на овие на работата на нашите предсе летни школи, на семинарот, да не ги именувам, но еве, не можам па просто и да не ги именувам, извинете. Значи, професорката Ала Шешкен, професорката Намита, професорката Сонја Должан, и не можам да видам некого од така од тие ветераните, наша генерација други. Меѓутоа, секако има и учесници што не се прв пат тука на зимската школа. Инаку на зимскава школа и посакувам да си доживее троцифрен број пред во називот. Значи да биде барем 100 и понатаму. Добро, од новите лица што се присутни на оваа зимска школа, секако се и учесниците во мојата група, среден курс, тоа беше една многу убава, ентузијастичка, вредна, работлива група заинтересирана за работа на содржини од разни области граматички во македонскиот јазик, комуникацијски, значи немавме никакви проблеми јазично. Темите исто така ни беа многу, така се најдовме заеднички на сите комуникацијски теми што ги поминувавме и со особено задоволство сега ќе ги прочитам и ќе ги поздравам. За жал гледам дека не се тука на затворањето сите, но се едно исто како да се, бидејќи ќе биде снимено, ќе имаат можност да го видат ова. Реа Камалич од Риека, од Хрватска. Михаил Нинопулос од Грција, Душан Ѓорđević од Србија, Иван Казаков од Руската Федерација, Марија Сујка од Полска и Светлана Королева од Русија. Многу ги поздравувам, им посакувам дополнителни успеси во изучувањето на македонскиот јазик. Да се гледаме, ние си се поздравивме во групата лично, меѓутоа сега една заедничка таква завршница на оваа дружба од моја страна, дека навистина сакам колку може побрзо да се видиме физички во живо, а не онлайн на овој начин во живо, и да продолжиме таму каде што сме застанале на оние маси во Конгресниот центар во Охрид. Толку од мене, ви посакувам се најдобро на сите. Кристина, извини, сега те забележав, се движиш кон ветераните. Ајде, пријатно, се најдобро. Чао, чао. Весна, пушти го микрофонот, извини. Да, не сакајќи сум го, не сакајќи да се. И ти благодарам, Горде, што ете ја виде, нели, и Кате, односно Дувкова, нели, па ете, не можеме сите да се видиме, ако имаме, нели, шетаме со екранот лево десно, ама не можеме сите да се видиме, ама ете, сите посакуваме на вистина да се видиме во живо, сепак во живо, друга енергија, иако сите дадовте максимално од својата енергија и вие како изведувачи, како лектори во таа настава, но и од другата страна учесниците кои што се решија на еден интензивен курс, бидејќи во 10 дена вие добивте навистина голем фонд на часови, тоа се 40 часа, тоа е безмалку како еден цел семестар да сте слушале македонски јазик. Така што ете, и благодарам на Гордана, нели, за овие убави зборови. Сега исто во тој среден курс, нели, заедно Сонја, мислам, на истото ниво, работеше и лекторот Бојан Петревски, па Бојан повели еве да представиш ти својата група, своите учесници, своите семинаристи. Повели, Бојан. Благодарам. Поздрав и до тие што ги познавам и до тие што ги запознавам. Во 1967 година, кога се основал семинарот за македонски јазик, не се претпоставувало дека таа иновација ќе прерасне во традиција што трае до денес. И бидејќи традиција некогаш била иновација, а иновацијата добива дополнителна смисла кога прераснува во традиција, ние си земаме право да се надеваме дека зимската школа, која оваа година беше иновација, ќе се вгради во традицијата на семинарот за македонски јазик. Иако зимска, мене школата ми беше многу топла, затоа се заслужни семинаристите во мојата група, од кои секој им даде свој белек на часовите.
да ви ги представам. Александра Сафронова од Универзитетот Ломоносов во Русија, Давиде Азиоли од Италија, кој работи како културен посредник со македонските деца таму, Николина Крулјац од Универзитетот во Риека, Милош Пантик од Универзитетот во Косовска Митровица, Ангела Чаик од Босна и Херцеговина, која 6 години живее во Љубљана, студира на тамошниот универзитет, Наталија Дирда од Универзитетот во Краков и Самет Јеркој од Истанбулскиот универзитет. Ви благодарам, лесно е да се биде лектор во ваква група, а мене се повеќе ми се чини дека имам и некоја лекторска среќа да работам само со добри групи. Зимската школа произлегува меѓу другото и од пошироките околности кои во случајов покажуваат дека и кога не се најповолни можат да поттикнат поволни промени. Сепак школата е плод пред се на ентузијазмот на сите што сте овде и сега. Ви благодарам и ве поздравувам сите. Ти благодарам, Бојана, вистина е убаво, инспиративно, нели, не поздрави. И јас се надевам дека сите имавме такви позитивни, да не кажам, ако среде зима, пролетни вибрации, така што ете дури оние што навистина дури не ќе можеа да дојдат да беше во живо, успеа да го направат тоа на овој начин преку Zoom платформите, така што ете секако беше ова за сите нас едно искуство и за нас како изведувачи, како лектори, како учесници, нели, од оваа страна и за оние од другата страна, бидејќи се смешно кога велиме ова и она, бидејќи сите сме на иста страна зад екранот на компјутерот или на лаптопот, но тоа е тоа. И сега одиме уште едно скалило нагоре, значи го повикувам Бобан Карапејовски. Лекторот Бобан работеше со напреднато ниво, но неговата специјалност беше на полето на јазикот. Па повели, Бобан, да го чуеме твоето искуство и твојата група на семинаристи. Ви благодарам. Обично кога сте на крајот ја имате најлесната задача, иако не сум на крајот, ќе има уште, ама од овие јазичниве курсеви на крајот, ја имате најлесната задача, предходно веќе сите се кажале, имате најтешката задача, повторно бидејќи сите се кажале, па благодарностите веќе се кажани, тој дел е поминат, нашата се разбира голема желба ова да прерасне во традиција и сигурно ќе биде оваа зимска школа. Се надевам дека на сите добро им дојде и на семинаристите кои, иако вака виртуелно, успеаја уште повеќе да навлезат во тајните на македонскиот јазик, особено на преднатата група во која во еден момент не знаете кој од кого учи. Мислам дека на преднатите групи се такви. Во еден момент не знаете дали вие ги воведувате и натаму во некоја нова специфика, во некоја суптилност на јазикот, или тие, што нивните прашања прејаснато во еден дури како дебатен клуб на теми на јазични, на лингвистички теми и не само такви, на сите можни врзани за Македонија, македонскиот јазик, литература и култура, во еден момент буквално не знаете дали тие всушност почнуваат да ве учат на некои работи на кои не сте обрнале внимание, можеби, или сте ги затуриле, сте ги ставиле во втор план. Така што ова е таква една група која мислам дека секому му е задоволство, се разбира, со сите групи да работи, но како еден дополнителен јазичен лингвистички предизвик. Групата беше релативно мала во смисла на тоа ако споредуваме во живо, но исклучително квалитетна, така можевме да работиме, ми се чини, и по, да речеме, длабински. Во оваа група беше Валери Силвестер од Канада, на која не е прв пат на семинарот, нели? Која има доаѓано и предходно на семинарот. Ника Павлетич, која втор пат ни доаѓа, 2 пати така и се погодува виртуелно. Се надеваме дека со неја ќе се видиме и во живо. Милјана Чопа, која ги помина сите нивоа. Почетно, средно
па сега и напреднато. Потоа Александар Трифуновиќ, се надеваме дека и со него ќе се видиме на некој семинар нели во живо. Потоа Ѓорѓе Геновиќ, исто не прв пат на семинарот. И Лех Церан од Полска, кој не можам во моментов да го видам, ама имаше интерес графија и костимографија. Еве го Лех. Кој од кого имаме слика вака со македонското знаме. Така што се надевам дека ќе го имам задоволството јас, а и сите вие да ја запознаете, да ги запознаете учесниците и во оваа група, но и да се запознаеме сите меѓусебно во живо. Се надевам дека со работката со оние што веќе стигнале на напреднато рамниште ќе продолжи не само во рамките на школите што ги организира семинарот, туку и понатаму со сето она што го организира универзитетот и е поврзано со македонистиката на некој начин. И се надевам дека следната година ќе имаме барем исто толку добри учесници и семинаристи како што имавме на оваа прва зимска школа. Тоа би било, тоа ви благодарам. Ти благодарам, Бобан. Еве, пополека се движиме нели кон крајот, бидејќи ова напредно ниво од пред 20, меѓу 20 и 10 години, 20 години како има напреднато ниво за литература, 10 години кои што паралелно работи значи покрај литератури на преведување и ги затвораме нели тие напреднати курсови, напреднати курсеви. Најпрво ќе ги представам јас од мојата група, а потоа за крај ќе оставам лекторката Роза, таа да каже за групата која што работеше на преведување, на чинот, на самиот чин на преведување. Напреднатиот курс за литература броеше 11 слушатели. Некои од нив веќе сите ги знаете, ги познавате. Меѓутоа се работеше за една исклучително посветена група. На оваа група се работеше исклучително само на поезијата на Блаже Коневски. Ние дискутиравме, разговаравме, ја откривавме, колку што ни дозволуваше, ја покривавме, ја преоблекувавме во други јазици и ете направивме дури едно убаво видео да го слушнеме Коневски на јазиците на кои што се работеше, односно на јазиците од кои што доаѓаат овие слушатели. А всушност во напреднатиот курс имаше еден мал мини курс, бидејќи имаше дури 5 мина од Словенија. Значи, тука беа Намита Субиото, професорката од Љубљанскиот универзитет од Љубљана, значи, од Љубљанскиот универзитет, заедно со Намита беа и нејзините Маја Ковач од Словенија, потоа беше Сашто Полјаревиќ од Словенија, но и Бисерка Бобнар. Значи, некои од нив студенти, некои од нив магистранти, некои веќе докторанти, така што ја гледавме, ја видовме македонистиката во Љубљана на неколку нивоа и секако тука беше и нашата Сонја Должан од Словенија, позната професорка по македонски јазик, хрватски јазик и литература, македонски јазик и литература и српски јазик и литература, но истовремено една од познатите заедно со Намита преведувачки од речеме една мала група на словенци во групата за напреднати по литература. Потоа, и убаво искуство имавме и со Хана Врбанич, кој што ни дојде од Риека, од Хрватска, исклучително драга особа, студентка, кој што ја сака литературата, ја сака поезијата, ја сака културата, драмата и така натаму. И од тој аспект беше интересно како таа кажа дека еве на посебен начин го открила Коневски преку овие часови. Потоа, тука беше и Ања Вероника Тадеуш од Полска, ја поздравувам и неа. Моментално не е денеска на часовите, но беше редовна на предходните. И од Полска ни дојде и Зофија Дембовска, која што во текот на самиот ова прва зимска школа го донесе на свет и својот син Тадеуш. Војтек, се извинувам, бидејќи ете Војтек беше на некој начин нашиот најголем вреден посетител заедно со мама Зофија Дембовска. Потоа во оваа група беше за прв пат и Живкица Станковски.
Таа доаѓа од Италија и за неја беше навистина големо искуство да го спознае македонскиот јазик и богатството на македонскиот јазик преку творештвото на Блаже Конески. Потоа, на крај, би ги споменала уште Елена Атанасију, која што доаѓа од Соединетите Американски држави, значи ево на што кажавме, имавме некој од Канада и од Америка, и кој што беше редовно на овие часови, но незината специјалност е шпански јазик и латиноамериканска литература, па Конески, значи покрови јазици што ги видовме словенечки, полски, хрватски и така натаму, го видовме преку неја и како звучи на шпански. Живкица тоа го направи на италијански и на крај во оваа група беше и Ала Шешкен од Руската федерација, професорката од Ломоносов, кој што ни го донесе Конески на руски. Така што еве им честитам на сите учесници во оваа голема група по литература и им посакувам и понатаму да продолжат, да не престанат да преведуваат, да не престанат да го читаат Конески, а некаде тука на тако исто ниво работеше и лекторката Роза Тасевска, така што сега за крај во ова представување, во овој последен час, ја повикувам Роза Тасевска да го сподели со нас искуството кој што ги имаше со својата група на преведувачи. Повели, Роза. Роза, микрофонот, ако може. Да, се извинувам. Сакам да си ја честитаме првата зимска школа и да ни се множи долги години. Моите преведувачи, јас како исклучок, веројатно ќе вклучам Даниела, ако има спремено, не сега малку подоцна, да им се заблагодарам за прекрасната атмосфера, за тоа како го преведува Блаже, како се нервира кога не може да најдат соодветен збор, како краде еден од друг од разни јазици. И колку се радува ако ќе најдеа соодветен збор. Искрено. Значи, мислам дека работеа често нашите часови продолжуваа, заборававме како и денеска, за тоа доцниме, да дзирнеме на саат. Нели, па никој не се бунеше. Така што, јас сакам да се заблагодарам на цела група, сега ќе ја прочитам, нели го преведувавме Блаже, кратката проза и неколку раскази. Веќе дел од учесниците ми пуштија своји готови писмени преводи, чекам други да ми пуштат, нели? Тука сме договорени. Пред да почнам со учесниците, би сакала срдечно му се заблагодарам мојот помошник Јован, кој што и технички со јазици ни помагаше на сите. Така, во мојата група имаше и познати учесници што биле или на превод претходно, или како Маша Громова, во почетна група, нели, Маша беше, тука е Маша беше позната, дури ја вика Маша праша. Non-стоп прашуваше. И оваа година јас видов дека не попусто прашувала. Нели? Многу солиден фонд, еве Маша, многу солиден фонд, така што слободно преведуваше и така. Значи, во мојата група беа Полина Гаврилова од Руската федерација од Москва, Маша Громова ја спомнав, Кристина Дувкова, која и претходно беше, Зорица Јакимов од Париз, Даниела Костадинович од Ниш, Марија Думпа, исто така ветеран во преведувањето, од Грција, македонка од Грција. Мислам дека се толку на сите ви благодарам, а сега би сакала да ја повикам Даниела, ако го има тој курс текст сега што ни го прочита до 10, да го прочита. Даниела, слушате? Даниела? Да, тука сум. Кој имате вашиот текст? Имам. Ајде бе, молам, пусија. Најпрви големи и срдечни поздрави на сите од Ниш, Србија. Ние, заљубени и изгубени во превод, го бараме простиот и јасен збор за да ја откриеме љубовта, толку скапоцена и убава како сонот на мајска ноќ. Имаме само една желба, да ги сачуваме спомените за ружата месечарка, планини, пеперуги, стебла, круши дивјачки, разговори, кои што не означуваат разминување, туку средба во рајот на литература. Браво, Даниела.
не можеше да се замисли поубаво да се завршат затворања. Да, преубаво збогување, но велиме ние преубаво довидување, затоа што не сакаме да си кажеме нели збогум, само ќе си кажеме довидување до наредното. И еве ова, бидејќи Роза спомена, нели во сите овие изведувачи на лекторските часови што ги споменавме, кои што беа нели водители на своите групи, еве Роза го спомна токму Јован Ковачевски, кој работеше заедно со неа нели во техничкото, но и секако и во други работи околу преведувањето, а во групата за литература да ја споменам Елена Ѓорѓиовска, кој што паралелно заедно со мене работеше на тие текстови додека го исчитувавме Конески, така што еве ние работевме на поезија, ќе добиеме преводи од поезија, Роза работеше на прозниот опус на Конески, на тие кратки записи, ќе го добиеме Конески и во проза, во превод на неколку јазици, и мислам дека тоа што сакаме еве со Роза да го направиме како еве трага од таа прва зимска школа, тоа е зборник од оваа прва зимска школа со преводите на учесниците, на семинаристите на првата зимска школа. Мислам дека ќе биде убаво на тој начин, нели, да оставиме и на тој начин белег, односно нели запис преку еден таков зборник. Така што еве, јас мислам дека тука би било убаво да го заокружиме, нели, да ги затвориме, да ја затвориме првата зимска школа, да му ставиме точка на 40-тиот час на лекторски вежби на сите нивоа, или можеби е подобро да ставиме 3 точки, бидејќи трите точки покажуваат дека сите вас ве чекаме и во некоја друга форма и дека ве чекаме, како што рековме, на старото место, на старото убаво место, покрај Охридското езеро, во Конгресниот центар, со сета радост, нели, не само по лекторските часови, туку да видите, да чуете некои предавања и некои курсеви. И вие, почитувани семинаристи, вие драги семинаристи, вие драги лектори, изведувачи на лекторската настава, сите ние на некој начин, ете, со овој чин влеговме во самата историја. Вие сте првите учесници на ваква зимска школа, нели, во рамките на таа македонска наука, во рамките на македонското образование, ама пошироко и во рамките на славистичката, на балканистичката наука. Ние први како изведувачи на едно такво нешто. Така што знаеме дека сите ние вградивме многу љубов, нели, во ова прва зимска школа и дека таа љубов, дека тој пламен на некој начин ќе се разгорува уште повеќе. Имаше во една пригода кога ме праша, нели, околу Конески, што правиме, зошто, дали се уште Конески на некаква ветрометина, какви ветришта го дуваат, кога се прашањата, нели, околу македонскиот јазик. И јас тогаш слободно реков дека Конески тоа сме сите ние, ама можам да кажам и слободно дека Конески се и овие 50 семинаристи нови, нели, на оваа прва зимска школа, и сите ние, нели, реализаторите на таа прва зимска школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, кој што работи при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Така што од срце на сите ви благодарам за успехот, за прво за енергијата што ја вложивте во овие 2 недели и за успехот кој што го постигнавте заедно со своите лектори. И се гледаме, тоест довидување до наредната, а тоа е таа 54-та летна школа, се надевам во поинакви услови, а не во Zoom верзија. Ви благодарам на сите. Чао. Поздрав. Поздрав.